Во рударската општина Македонска Каменица отворена е канцеларијата за диаспората во која околу 2000 иселеници од оваа општина ќе може да ги добиваат сите потребни информации. Наша обврска и наша желба е комуникацијата и соработката да ја подигнеме на многу повисоко ниво од она што е денеска. Па така да првиот чекор е отварањето на канцеларијата во која што нашите иселеници ќе имаат достоен партнер од каде што ќе започне соработката, каде што ќе започне и иницијативата за понатамошни активности и воедно од овде ќе бидат испочитувани нивните идеи, нивните заложби за инвестирање во Македонска Каменица. Оваа канцеларија е втора, да речеме, поред после она во Штип и во овој случај потекнува од иницијативата на градоначалничката и мислам дека е тоа голем исчекор во делот на соработката институционална со нашите иселеници кои живеат надвор, претежно со оние кои доаѓаат, се разбира, од Македонска Каменица. Канцеларијата за диаспората која е сместена во општинската зграда е отворена секој ден, а вчера иселениците не само од Македонска Каменица, туку и од останатите градови во земјава беа дел од традиционалната манифестација Ден на диаспората. Во манастирскиот комплекс Еленец, во селото Цера, се собраа иселениците од овој регион. Сметаат дека засега не можат да се вратат во своите родни краишта, а причината е секако животниот стандард. Тие по нашите конфекции тука зимат во Каменица по 8000-9000 плата. Кој може да обстане со тие пари? Никој, значи. Нема тука нема живот, едноставно речено. Тука не може да се живее. Јас имам во Италија 1500-1600 евро плата. Мислам дека пак са малку и тие, него тука не може да го замисла како може да се живее тука со таа плата. В Германија сме иселени, фамилиарно. И така, сега за сега е добро. Значи е по-добро од Македонија, секој случај. Не е као тука. Сите имаме работа, вработени сме. Друштвото ми е доле и мислам дека тешко да се вратат до овде. Но Министерката за странски инвестиции на иселениците вчера им ги презентираше новите мерки, кои ќе ги мотивираат да инвестираат во својата земја. Доколку се одлучат да инвестираат во матичната земја, за нив има во поголем број на мерки и двојно поддржување, односно двојна поддршка од страна на владата на Република Македонија, особено во делот на инвестициите во градбите на фабрики, во купување, во донесување на нови машини, ново знаење. Ние имаме Македонска Каменица во урбанистичкиот план има индустријска зона која што не е класична технолошко-индустријска зона, тоа не ги нуди истите поволности на технолошко-индустријска зона, меѓутоа ние како општина се обврзуваме инфраструктурно да го уредиме целиот дел и да им овозможиме на потенцијалните инвеститори олеснителни околности. Еленец вчера беше местото каде што иселениците се собраа да се видат, а за прв пат покрај манастирскиот ручек имаше и печено месо на ражен. Малку е тешко, напорно, топло време, ама ќе издржиме. Колку време ќе ви треба? 4 сати, треба само за печење. Припреми од сношти на вамо се. Полни се домовите и улиците во јули и август во Македонска Каменица, Виница, Делчево и Кочани. По завршувањето на летните одмори се враќаат во местата каде што веќе трајно се иселени. Само во северниот дел на Италија од овие 4 градови на истокот живеат околу 6000 граѓани.